Лошите политики и очајните мерки кои со години ги превземаше државата го зедоа својот данок. Македонија, која е аграрна земја, увезува дури 70% од земјоделските производи. Тоа што сме увозно зависни не значи дека немаме капацитет да произведуваме доволна количина на здрава и безбедна храна. Државата сега нуди огромни можности, ги субвенционира земјоделците, доделува неповратни грантови, но за жал сите тие поволности остануваат неискористени. Доколку младите не се свртат кон производство, храната во блиска иднина за нас ќе биде луксус, укажуваат универзитетските професори. Тие се оптимисти дека нештата ќе се променат. Па тоа е малце повисока политика и ќе кажам можеби лоша државна стратегија, меѓутоа сега мислам дека во иднина тие бројки би се намалувале затоа што видовме дека и те како имаме услови за да произведеме здрава и безбедна храна и полека е поголем интересот кај младите за да работат овде кај нас и да се занимаваат со сопствено производство, каде што таа стапка и тој процент на увезено би го намалиле. И не се проблем само земјоделските производи. Македонија увезува месо од Јужна Америка и Источна Азија. Градовите ни се празнат, а што остана за селата? Потребна е државна стратегија со која ќе се стимулираат сточарите. Сточниот фонд се повеќе се намалува. Скоро говедско месо сме увозно зависни не само ние и нашата околија, мислам од тука, а Бразил е производител на говедско месо и пилешкото месо токму доаѓа од Бразил. Ние со свинско месо не можеме само свежо за свежа потрошувачка да го потрошиме, а не пак за индустријски капацитети, значи се увезува кај нас. Ние немаме суровина за производство на преработки од месо. И во едни вакви услови, прашање е каква храна завршува на нашата трпеза. Агенцијата за храна и ветеринарство само пред Великден уништи околу 2 тона небезбедна храна, а до средината на месец март над 40 тони небезбедни сувомесни производи. Инаку ресорниот министер Трипуновски најави дека преку програмата за рурален развој ќе се интервенира младите земјоделци да се вратат на нивите. За нивното влегување во земјоделскиот сектор ќе бидат и финансиски поддржани од државата.